Остануваат уште неколку дена до одбележувањето на Интернационалниот ден на џез музиката во Штип. Од организаторот Видан Лазарев дознаваме дека листата на музичари кои ќе настапат во сабота 30 април со секој изминат ден се повеќе се збогатува со звучни џез имиња од државата. Анета Качуркова ќе настапи со Панче Гелев, Зоран Велковски ќе настапи како уличен перформанс во текот на денот. Очекувам да ми потврди Александар Таушанов, гитарист. Освен спомнатите учество ќе земат и членовите на џез квартетот Еквинокс од Штип, кои ќе се представат со дела на светски познати џезери, а за некои композиции самите имаат направено аранжмани. Нашиот квартет Еквинокс ќе се представи со композиции од така помодерно, со фанк композиции од Вен Шортер, Херби Хенкок, Телониус Монк и така натаму, значи Джошуа Редман, да. Дел од нив ќе имаат наши аранжмани, дел од нив ќе бидат со оригинални аранжмани. Многу ми е често настапуваме на интернационален џез дей, кој е исто така под капата на УНЕСКО. Ги покануваме сите љубители и нелюбители на џез музиката да дојдат и да уживаат во нашите импровизации. Официјалниот дел на џез фестивалот кој ќе се случува пред Домот на културата Ацо Шопов ќе започне во 21 часот, а претходно од 17 часот програмата ќе биде збогатена со уште неколку настани организирани од повеќе штипски институции од областа на музиката и културата. Во 18 часот ќе ни се представи библиотеката Гоце Делчев од Штип, подоцна ќе земат учество девојчињата од Гетфит, раководени од Ана Марија Драманова. Подоцна ќе имаме во 19:30 часот ќе имаме работилница со Ивица Јорданов, кој е познат штипски гитарист. Во 20:15 ќе се одржи, ќе имаме омаш за Христо Крстевски, автор на песната Еден бакнеш на Нина Спирова. Лазарев најави дека по завршувањето на официјалниот дел ќе следува джем сешн